Почитувани ученици, продолжуваме со онлайн наставата. Денес ќе предавам за сверни огледала. Се надевам дека решивте квизот од повторување за овој наставен час, кој се наоѓа под број 1 во активноста што ви е споделена на Classroom. Па можеме да започнеме со презентацијата. Насловот, како што веќе напоменав, се вика сверни огледала. Да видиме кои се тие сверни огледала и каде наоѓаат примена таквите огледала. Сверните огледала се огледалата кои представуваат делови од некоја сверна површина. Например, ако имаме една топка и ако таа топка се пресече едно делче мало, ова делчево можеме да го наречеме сверно огледало. Исто така, ако имаме друга топка, една сфера, гледаме дека од неја се добијани две огледала. На едното може да се види од натрешната страна, а на другото од надворешната страна. Ова ни кажува дека постојат два видови на сверни огледала. Сверните огледала се делови од сверните површини кои добро ја одбиваат светлината. Па кажав, постојат два вида. И тоа, вдлабнато или конкавно огледало, ке ова огледало гледаме дека ликот од предметот е поголем. И испакнато или конвексно огледало, во овој случај ликот од предметот е помал. Во физиката, најчесто сверните огледала се запишуваат со една крива линија, па дефиницијата за влабнато или конкавно огледало би била доколку со слој од сребро, алуминиум, хром и никел се премачка испакнатата страна од сверното огледало, а влабнатата добро се исполира, значи ова што е со плава линија, тогаш имаме влабнато или конкавно огледало. Во спротивниот случај имаме испакнато конвексно огледало, ако со слој од сребро, алуминиум, хром и никел се премачка на трешната страна, односно влабнатата страна, а надворешната, испакнатата, добро ако се исполира. Тогаш имаме испакнато огледало. Да видиме кои се карактеристични елементи кај сверните огледала. Еве геометриски е нацртано овде едно сверно огледало, ова плавиот дел. Да видиме кои се основни карактеристични елементи. Прв карактеристичен елемент е центарот на закривеност С. Ова не представува центар на сферата, односно ако ова лакче го прошириме и го представиме како една топка, С е центарот на таа топка, а тој ќе го викаме центар на закривеност. Темето Т, тоа е ова овде теме, на испакнатата точка вика од сверната површина. Понатаму, радиус на закривеност, значи радиусот на сферата, ни представува радиус на закривеност. Ке го означуваме со големо R. И уште главна оптичка оска. Таа е права која минува низ центарот и темето на огледалото. Посебна точка на секое влабнато огледало. Еве овде повторно геометриски имаме нацртано едно влабнато сверно или конкавно сверно огледало. Сите зраци кои доаѓаат паралелно со главната оптичка оска, по одбивањето гледаме се собираат во една точка F која се вика фокус на огледалото. Че оваа точка ќе викаме фокус на конкавното или влабнатото огледало. Уште може да кажеме следново, поради собирањето на зраците во некоја си точка F, конкавното огледало уште може да го наречеме и собирно огледало. Исто така имаме посебна точка и кај испакнатото огледало. Нека е дадено едно испакнато конвексно огледало. Во овој случај, кај испакнатото огледало, сите зраци кои доаѓаат паралелно
со главната оптичка оска се одбиваат од него на сите страни, но нивните продолженија повторно се собираат во една точка F, во овој случај се нарекува имагинарен фокус, бидејќи е зад огледалото. За ваквите огледала можеме да кажеме дека, бидејќи зраците се растураат, овие огледала да ги наречеме растурни огледала, бидејќи растураат светлината. Растојание кај средното огледало. Повторно имаме средно огледало, геометриски представено. Кај двете видови на огледало, фокусот се наоѓа точно помеѓу темето на огледалото и центарот на закривеност, значи на половина од тоа растојание. А растојанието од С до Т всушност е радиусот на сферата, па затоа може да ја запишеме следна формула, дека фокусното растојание е еднакво на R половина. Ова растојание помеѓу фокусот и темето ќе го наречеме фокусно растојание на огледалото и ќе го значуваме со F. Значи F секогаш е R половина. Зраци кај средните огледала. Спрема законот на одбивање на светлината, сеедно од која страна зраците паѓаат врз огледалото. Поради тоа важат следните работи. Зраците кои минуваат низ фокусот на главното огледало, по одбивањето се паралелни со оптичката оска. Зраците кои минуваат низ фокусот на испакнато огледало, по одбивањето повторно се паралелни со оптичката оска. За конструкција на ликовите ќе видиме следниот час, доволни се два зраци. Еве геометриски да видиме како тоа изгледа. Ако имаме главното огледало, еве оптичката оска, еве го темето Т. Зраците што доаѓаат паралелно со оптичката оска, по одбивањето, поминуваат низ фокусот на огледалото. Растојанието од темето до фокусот се нарекува, кажавме, фокусно растојание. Слично и кај испакнато огледало, имаме главна оптичка оска, имаме теме Т. Зраците кои што доаѓаат паралелно со оптичката оска се одбиваат, но продолжетоците одбиените зраци се сечат во имагинарниот фокус. Растојанието помеѓу F и Т повторно се увикаме фокусно растојание и се означува со F. Карактеристични зраци кај средните огледала. За конструкција на ликовите ќе користиме така наречени карактеристични зраци. Тие по ништо не се разликуваат од останатите, а се користат бидејќи графички ќе видиме многу лесно се одредуваат. Еве да ги напоменеме сите тие. Карактеристични зраци кај главното огледало. Еве да ги кажам сите 4. Од сите 4 ние ги користиме само 2. Кои 2 ќе ни зависи од потребата каде се наоѓа предметот во однос на средното огледало. Да ги кажеме 4. Првиот зрак е паралелен со главната оптичка оска. По одбивањето тој поминува низ фокусот на огледалото. Второ, зракот кој минува низ фокусот на огледалото, по одбивањето е паралелен со огледалото. Третиот зрак кој минува низ центарот, по одбивањето се враќа по истиот правец назад. И четвртиот, зракот кој паѓа во темето на огледалото, се одбива под истиот агол. Значи, овој агол овде, овој, е ист со овој тука. Значи, под тој што упаѓа, под тој се одбива. Нели така беше законот за одбивање на светлината. Сега да видиме карактеристичните зраци кај испакнатото огледало. Зракот еден, кој што е паралелен со главната оптичка оска, се одбива така што неговиот продолжеток минува низ фокусот на огледалото. Вториот зрак, кој ќе дојде низ фокусот, по одбивањето е паралелен со главната оптичка оска. Третиот зрак, кој оде кон центарот на сферата, односно на огледалото, се враќа назад по истиот правец.
И четврто, зракот кој упаѓа под одреден агол се одбива под истиот. Значи овој агол и овој се исти. Равенка или равенки за сверно огледало и зголемување на огледалото. За равенката кај сверните огледала се можни следниве три случаеви. Ако ликот е реален, значи плюс L е реален, тогаш за вламнато сверно огледало се користи равенката. Најчесто оваа равенка ќе користиме. Равенката е 1 врз F еднакво на 1 врз P плюс 1 врз L. Ако ликот е имагинарен, значи минус L, тоа за вламнато сверно огледало се користи равенката 1 врз F еднакво на 1 врз P минус 1 врз L. Ако ликот е имагинарен, тога за испакнато огледало минус F важи равенката. Минус 1 врз F еднакво на 1 врз P минус 1 врз L. За зголемување на огледалото било какво се користи следнава релација. Z еднакво на L големо врз P големо или тоа еднакво на L мало врз P мало. Сите овие равенки се добиваат ако искористиме математика малку, односно сличност на триаголници. Триаголникот ABC е сличен со триаголникот A1, B1 и T. Значи, од сличноста на тие два се добиваат овие равенки. Една занимливост. Значи, пред новата ера, во времето на Архимед, римската војска сакала да го завземе островот Сицилија, кој тогаш припаѓал на Грција. Но Архимед со неговите изуми се спротиставувал на тоа освојување. Еден негов изум се така наречени хот рей или топли зраци. Односно, што направил тој? Тој поставил систем од сверни огледала, кои што се насочени под одреден агол на сонцето. Како што ќе се приближи бродот, така се насочуваат зраците од огледалата. И на тој начин му ги палел бродовите. Бидејќи на друг начин, бидејќи остров Сицилија, морало со бродови да го вземаат. Значи, тој ги измислил така наречените топли зраци. Ова е една легенда. Примена на сверните огледала. Да видиме каде наоѓаат примена. Примена имаме кај кутлачата за турање на супа. Значи, ако гледаме оваа страна, тоа е вламнато сверно огледало, а спротивната страна испакнато сверно огледало. Понатаму, огледалата што се наоѓаат во супермаркетите. Наместо камери може да има вакви огледала и даваат смалена слика од тоа што е на земјата. Исто така, вакви сверни огледала се користат и во непрегледни улици. Еви и овде во некој супермаркет. Исто има едни простори каде што се добиваат интересни ликови, тоа е со помош на сверни огледала. Сверно огледало користат и за волекарите, за да дадат зголемена слика на забити. Исто и кај ретровизорите имаме сверни огледала. Современите телескопи, како земни, така и вселенски, користат сверни огледала. Тие собираат светлината која патува милиарда години од многу оддалечени светлосни извори, звезди и галаксии. Еве како анимација една како се простира светлината во еден телескоп. Значи, светлината првин доаѓа до ова сверно огледало, па се одбива од друго и накрај излегува од број 4. Еве ги тие вселенски сателити кои што служат за гледање во Вселената. Ова овде е всушност ова сверно огледало што е представено на оваа слика. Накрај имате задача да го решите квизот од повторување за овој наставен час, кој се наоѓа под број 3
во активноста што ви е споделена на Classroom. Оваа презентација исто така ќе ви биде објавена и во предавање на веб страната од училиштето Киро Гавриловски Јане, во предавање, односно во презентација. А следниот час ќе видиме како се конструираат ликови кај цверните огледала.